Гледате Республика, видео подкаст. Населението старее, младите се иселуваат. Македонија е во демографска криза. Според проценките на Светска банка, повеќе од 600.000 луѓе ја напуштиле Македонија од независноста. Евростат проценува дека 250.000 луѓе си заминале во последните 10 години. Тоа што ја комплицира ситуацијата е што Македонија 15 години нема спроведено попис на своето население, а исто така и бројот на македонски државјани кои ја напуштаат државата со бугарски пасоши. Ова секако ќе остави огромна работа за демографите во оваа држава. На оваа тема разговараме со професорот Јорде Јакимовски, професор на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања и заменик министерот за локална самоуправа господинот Дејан Павлески. Професоре Јакимовски, која е најважната причина зошто младите се иселуваат од Македонија? Една од главната причина е се уште високата стапка на невработенска и младата популација, се мисли младата до 29 години. Значи, значително е висока таа стапка во однос на просекот, републичкиот просек на стапката на невработеност. Малата заработувачка кај во оние кои се во работен однос и можноста за градење на кариера и докажување во работниот процес. Значи, младите личности во Република Македонија се уште не може да се изградат да се состојат како личност, значи преку вработување, преку градење на сопствен живот, преку создавање на семејство, значи осамостојување од семејството во кое живеа со родителите. Господин Павлески, може ли да слушнеме што вие како извршна власт правите за да се сопре иселувањето на младите? Што извршната власт може да направи во оваа насока? Прво и основно, за да луѓето останат во Република Македонија, треба да гледаат перспектива во Република Македонија. Процесите кои што се случија, мислам дека даваат надеж и перспектива во однос на тоа што очигледно е дека демократските процеси се вратија во Република Македонија. Луѓето сакаат да видат дека функционира правната држава, дека има правда и дека имаат еднакви можности. Значи се што ќе се прави првенствено и основно е во таа насока. Секако на луѓето им е потребно да имаат повеќе средства кај себе, значи повеќе пари, за да може да ги задоволуваат првично основните потреби. И секако треба особено да се обрне внимание на инфраструктурата и сите останати аспекти на живењето, што значи еден квалитетен, нормален живот насекаде низ целата територија на Република Македонија. Професоре Јакимовски, во вашиот блог пишувате дека повеќе од третина од населението живее во Скопје. Ете, што треба да се направи во главниот град за да не го снајде истата судбина како помалите места во Македонија во однос на инфраструктурата, квалитетот на живењето, образованието? Значи, ако ги следиме податоците од внатрешноста, имаме доселување во Скопје, меѓутоа имаме и одлив на млади кадри од Скопје надвор од државата поради поголеми причини. Една од причините е на квалитетниот образовен кадар бара да оди во странство поради, како што реков, подобри плати, подобра можност за градење на кариера. Но исто така оние кои се во образовен процес или сакаат да влезат во образовен процес во високо образование, одат поради подобриот квалитет во образованието. Во Република Македонија во последните години значително е паднал квалитетот во високото образование и тоа се случува не само кај нас, но и во другите тука на Балкан држави, каде што поради нискиот квалитет на образованието, младите бегат да се школуваат надвор од државата. Тоа се случува и во Република Македонија. Значи се случуваат и ќе се случат истите процеси како што се случуваат во другите општини во Република Македонија, да оние квалитетни млади кадри да одат од државата, односно од Скопје. Значи фокусот треба да биде на образованието. Так. Еве тоа може би е дел и од работата на Министерството за локална самоуправа. Како регионите во Македонија да се изедначат според квалитетот на живот? Има закон за рамномерен регионален развој, кој што од 2008 година наваму функционира. Соодветно имаме стратегија за рамномерен регионален развој, 10 годишна стратегија која што истекува наредната година.
Идејата е да се, согласно законот, да се издвојуваат 1% од бруто домашниот производ за рамномерно да се распределуваат средствата во насока на развој на сите региони подеднакво. За жал, изминатиот период тоа не се случуваше, иако законски е тоа решено, тоа прашање. За жал, ние немаме ни релевантни податоци, се уште немаме релевантни податоци, колку институциите, органите на државата, сите останати органи во состав издвојувале за таа намена. Прво што сега го правиме е да утврдиме кој е министерство, кој е орган на управата, колку има на располагање средства кои што би можеле да се искористат за оваа намена, за потоа системски да се пристапи и да се решаваат овие проблеми. Меѓутоа, тоа е, да кажеме, некоја сума од 80 до 100 милиони евра кои што по закон би требало да се распределуваат. Секако, ова прашање не би можело само со тој механизам да се реши. Многу важно е како функционираат општините во Република Македонија. Констатирано е, иако нема детални длабински анализи, значи истото предстои, треба да го направиме и тоа, дали финансиите што ги имаат општините се доволни и што може да се направи на локално ниво со тие финансии. Сметаме дека треба тоа прашање да се третира малку посериозно и тоа го третираме. Веќе формирана работна група, има одлуки на влада кои се можностите да се зголема средствата на локално ниво. Меѓутоа, мораме исто така да ги поттикнеме општините да бидат потранспарентни, поодговорни, ефикасни во извршување на своите функции. Така што тие механизми би требало да донесат еден поквалитетен живот на целата територија на Република Македонија. Јас само ќе се вратам на ова, дека за да треба локалната самоуправа многу да биде потранспарентна, ова што рече заменикот министер, особено треба на граѓаните да бидат вклучени активно во сите одлуки кои ги носи локалната самоуправа и да бидат информирани. Дури и завршната сметка на ниво на локалната самоуправа треба да биде истакната на огласна табла за секој граѓанин да ја прочита каква е состојбата и како работела општината во текот на годината. Значи, локалната самоуправа треба да настојува преку во соработка со централната власт да ги обезбеди основните елементарни услови за живење во секое населено место. По ово мислам дека треба да има секое населено место пат, секое населено место вода, водовод, секое населено место струја, квалитетна струја, дури и ако има можности канализација да има. Значи, они елементарни услови кои се потребни за човекот, за биолошкото обстојување на човекот, водата, храната, воздухот, истото е потребно и за населеното место. Сега ова што го зборувате дел од стратегијата за рамномерен регионален развој, што од тоа конкретно е направено, господин Павлевски, според вас? Видете, значи ние не можеме да се пофалиме дека изминатиот период е нешто драстично поместена состојбата од пред 10 години. Меѓутоа, многу е важно да се соочиме со реалноста, ако сакаме да поправаме таа реалност. Во Република Македонија бројките кажуваат дека 14% од населените места имаат канализација, што е исклучително поразителен факт. Значи, ние во наредниот период треба да се позанимаваме, ова што кажа и професорот, прво и најосновно да ги обезбедиме елементарните услови за живот на граѓаните, па понатаму да се инвестира и во нешто што значи понапредни и поквалитетни услови за живење. Само на таков начин можеме да ги стимулираме граѓаните да останат во местото каде што се родени или каде што живеат. За крај само еве кратко, како да ги вратиме сите оние што се иселија и дали веќе доцниме во барање на решение за ова прашање? Јас слободно можам да кажам дека доцниме, дека и ако имаме документи донесени на ниво на државата, стратегии и закони, тие воопшто не го отсликуваат на терен
оно што е зацртано во документите, значи доцниме и во демографскиот развој, равномерно развој, демографски и економски развој, и социјален развој и така натаму. И сето ова ја дава состојбата каква што е во државата. Значи потхитно треба да се подобри квалитетот на живењето на населението. Ако квалитетот на живењето на населението е на повисоко ниво, ако имаме подобри плати, ако имаме приближно намалување на стапката на невработеност која што имат и европските држави, ако имаме можности за младите да се самостојат, да се градат како личности, како значи личност да се гради, да може самостојно да се школува, самостојно да носи одлуки во семејството и така натаму, тогаш ќе имаме можности да ги повратиме, да создадеме услови тука да овие кои живеат и да ги повратиме мигрантите кои се исели од тука и да ја подобриме целосната благосостојба во државата. Господин Павлевски, што да направиме за да ги вратиме младите во Македонија? Видете, на сила не може да ги вратиме. Значи, мора да создадеме услови, пред се услови за да препознаат сите што се иселиле дека може да се вратат тука и дека ќе живеат еден нормален, квалитетен живот. Значи, отварање на работни места, можности за изградба на собствен дом, на локации каде што ќе има нормална инфраструктура. Инфраструктурата Република Македонија не е некој огромно пространство, значи треба да се направи инфраструктура, патна мрежа, железничка мрежа, така што превозот на патниците, на граѓаните треба да биде брз и квалитетен. И мислам дека на тој начин ќе може да покажеме на сите оние што се иселиле дека може да се вратат. Секако стимулирањето на нови бизниси, инвестиции така натака подпомогнато од државата ќе биде дополнителен мотив да истите се вратат и да останат тука да живеат, затоа што во денешно време многу од бизнисите не е битно каде се наоѓа оној што го води бизнисот, туку каква инфраструктура има пристап до информации и основните услови нели да бидат обезбедени за да може да го води тој бизнис. Ви благодарам за учеството во оваа дебата. Благодарам.